Почитувани, добар ден. Македонскиот ракомет повторно на врвот. Нашата ракометна репрезентација продолжува со големите триумфи, пласирајќи се на Европското првенство 2026 по убедлива победа над Литванија со 26 наспрам 17. Ова е 8 по ред Европско првенство, а вкупно 15 учество на европски и светски првенства во низа од 2012 година. Фуриозно второ полувреме, одлична игра, кога е најпотребно и ракометарите ја оправдаа довербата и покажаа дека Македонија останува сила во европскиот ракомет. Премијата од 3 милиони денари за успехот е заслужена и е признание за новата генерација што не прави горди. Но ракометот и покрај постојаните успеси се уште е зад фудбалот и кошарката по вложувањата и вниманието. Дали доволно вложуваме во ракометот и што треба да се направи за уште поголеми успеси на репрезентацијата? Тоа е она што ме прашуваме денес во Црвена линија. Но кога сме кај прашањата, имаме и анкетно прашање, како што и секојдневно има Црвена линија, па така во овој понеделник најнапред заследете на Инстаграм. Нашиот профил е Црвена линија, секако и профилот на Телма телевизија. Веднаш кликнете на Инстаграм стори, а таму ве прашуваме дали ракометот добива третман каков што заслужува. Како што гледате, еве имате две полиња, односно две опции за одговор, да, не. Кликнете на вашиот одговор, ќе ги сумираме резултатите во проценти и ќе ги соопштиме конкретно во денешно издание на Црвена линија. Тоа е нашата воедно редовна пракса кога станува збор за резултатите од анкетата. Но она што очекуваме во ова денешно издание на Црвена линија секако да ве имаме во голем број, како впрочем и секогаш што е така, што значи еве од вас да слушнеме овој пати како навивачи и фанови и гледачи, уживатели на ракометот и воопшто на спортот. Еве дали сметате дека доволно се вложува во ракометот и што треба да се направи за уште поголеми успеси на оваа репрезентација. До нас се стига многу едноставно, доволно е да го завртите телефонскиот број 023070005. Задолжително да го намалите тонот на ТВ приемникот, односно јас и вие да зборуваме исклучиво преку телефонската слушалка. Верувам дека ќе имаме и гледачи, односно навивачи, страствени љубители на ракометот кои што ќе ги дадат одговорите, а кои што досега секако не се вклучиле во контактна емисија како што е Црвена линија. Добре дојдени сте сите. Па да почнеме со ова издание. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Прилог имаме, ми велат, што ме така, ајде да го погледнеме прилогот и секако да продолжиме понатаму со вас. Ова нека биде еден вид загревање да се подсетиме на успехот на ракометарите, а потоа ќе имате и доволно време секако да се подготвите и да ги споделите вашите ставови со нас. Македонија како второ пласирана во групата 1 од евроквалификациите се пласираше на континенталниот собир кој во месец јануари следната година ќе се одржи во Данска, Норвешка и Шведска. Денеска избраниците на Кирил Лазаров во исполнитиот спортски центар Јане Сандански прославија победа против Литванија со убедлив резултат 26-17. Иако нашиот старт на надпреварот не беше според посакуваното, па литванците тоа лесно го казнија со водство и резултат 0-4. Сепак во продолжението нашите репрезентативци пронајдоа начин за соодветен одговор на таа игра. Одлично издание на голот прикажа Мартин Томовски, а Филип Кузмановски, Ненад Костески и Мартин Серафимов ја одиграа клучната улога за изедначување на резултатот, а потоа и пресврт. Второто полувреме беше речиси перфектно за нашите редови, а за убедливата победа сепак придонесе синхронизираната тимска игра во многу поголема мера отколку индивидуалните квалитети. Потврда за тоа се 5 погодоци на Филип Кузмановски и Мартин Серафимов, по 3 впишаа Жарко Пешевски и Джонов, а по 2 Ивановски, Лазаревски и Јагуриновски. Ждрепката за групите на Европското првенство 2026, кога Македонија ќе ги добие своите противници, ќе се одржи на 15 мај во данскиот град Хернинг. Навистина сме среќни, навистина ја посакувавме победата за да одиме на уште едно Европско првенство. Мислам дека Македонија заслужува да оди на Европско првенство. Тоа денес го покажавме, бевме многу подобри од Литванија. Треба да се радуваме, ова е победа за цела Македонија, за нас како првен, навистина
даваме се од себе и плюс на крај на сезоната навистина се покажа малце умор, но кога се игра за Македонија навистина некој има некоја посебна енергија и тоа денес го покажавме. Ова е плюс една победа голема за тие што ни изостануваат играчи што се повредени. Се надевам дека сите здрави европското првенство ќе дочекам и да бидиме се подобри од прошлото првенство. А верувам дека вчера вечер секако многумина од вас го следа овој надпревар, секако нашата ракометна репрезентација се пласираше во европското првенство, па еве со нетрпение очекуваме секако да ги споделите со нас вашите впечатоци и секако да дадете одговор на прашањето на црвена линија, тоа дали сметате дека доволно се вложува во ракометот и што се уште треба нешто да се направи, се разбира, за да постигнуваме уште поврвни резултати. Што е она според вас што може да се направи, а недостасува? И дали според вас, тоа не е во едно анкетно прашање, ве потсетуваме на Инстаграм, заследете на таму, ова се однесува на оние кои што подосна се вклучи и ја следат црвена линија, кликнете на Инстаграм стори и секако дадете одговор на прашањето дали ракометот според вас добива и третман каков што заслужува. Одговорите се да, не. Но ова прашање ќе биде секако поставено и до вас, кој што ќе се вклучите во живо во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Убав ден, дали го следевте вчерашниот надпревар? Не го следев, ама и другите ги следам јас. Јас бев раководител на одборот во цело моје пичево. Па еве, сметате ли дека доволно се вложува во ракометот? Па треба малку и пуќе да се вложи. Што е оно што недостасува еве според вас? Ја прославуваме државата со тоа. Нашата држава Македонија. Ние сме способни за све. И за фудбал, и за ракомет, и за све. Македонците се паметен народ. И минатиот пат кога беше за водата, ми се расипал телефонот, затоа да ме вклучите. И ќе ви кажам и за тоа се направи да може. Ви слушаме. Во селото моје има вода, имаме чинар и до чинарот има чешма со вода лековита. Леговите за простата, а чешмите со здрава вода за пиење се. Испитани се. Еден брачет мој има чешма до куќата негова, тој во Америка живее, а син му негов е лаборант, зеде примерот, ќе испита таму здрава за пиење. Тоа зашто не може да успеа, телефонот не ми работеше. А за спортот, ние сме спортисти. Син ми играше во Караван. Фудбалскиот клуб Караван Струга. Таму играше. И во Охрид. Благодарам многу, со вас ја почнуваме оваа дискусија. Останете секако да го следите ова издание на Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ќе ве замолам малку повеќе погласно да зборувате, подобро да ве слушнеме. Дали ме слушате сега? Сега е веќе подобро, повелете. Честитки до нашите репрезентативци и до стручниот штаб за резултатот што го постигна. Драго ми е, не ја гледав утакмицата, бев на фудбал работнички Вардар, меѓутоа го фатив крајот, али сепак драго ми е што го постигна овој резултат. И искрено им посакувам и на Европското првенство да бидат подобри од ова што беа до сега. Меѓутоа, дали се вложува доволно? Па гледате, во нашата лига има 8, 10, 12 клуба, не знам колку има. И реалноста покажува дека Вардар, Пилистер и Алколоид се клубовите што реално ги даваат репрезентативците. Зашто е тоа така? Веројатно се работи најдобро во тие клубови и резултатот е играчите што се надпреваруваат за тие клубови имаат можност поради клубските позитивни резултати што ги постигаат, имаат можност да играат за репрезентацијата. Нека се обрати внимание повеќе кон помалите клубови. Значи, јас не мислам лошо за никого, меѓутоа, нека се помогне во Кавадарци, нека се помогне во Охрид, нека се помогне во клубовите што се пониско рангирани, нека и најбитно е нека се работи со младите категории,
голема почит и поздрав до децата од Пелистер. Големо благодарам до вас секако што се вклучивте во издание на Црвена линија. Ќе ве потсетам сите останати, особено оние кои што еве за прв пат ќе се јавите во ова издание, имајте во предвид дека се предвидени 90 секунди за едно јавување, што значи на тајмерот го објавуваме на екраните за да можете да имате нели контрола на времето во однос на тоа кога нели ги искажувате вашите ставови. Благодарам уште еднаш за гледачот и секако сте добре дојдени и повторно да се вклучите за нови 90 секунди. Продолжуваме со вас во продолжение да слушаме дали сметате дека доволно се вложува во ракометот и што е она според вас што треба да се направи за уште поголеми успеси на репрезентацијата. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Те поздравувам вас. Благодарам многу. Им честитам на нашите репрезентативци. Ни донеса голема радост и се разбира ќе не радуваат и понатака, но не знам колку пари се вложуваат во нив, навистина не знам. Дали е тоа доволно или не е. Тај нас спортот малку се, во спортот малку се вложува воопшто. Ние сме и таква нација. Фудбалот е извикан, мажите одат, даваат пари за да гледаат. Нас жените некако уште не чуваат настрана во тоа, во спортските збиднувања. И така и се рангирани се овие спортови. Фудбалот е во Европа најатрактивен, па баскетот, па одбојката и ракометот многу помалку. Тенисот е светска сила во спортот, број 1 во светот. Кај нас нема игралишта за тенис. И младите сакаат да играат, многу е скапо ако играат, а нема игралишта. Значи, малку се вложува, а многу се бара. Сакаме успеси, сакаме да се фалиме, да ги носиме дресовите на нашите репрезентативци, а многу малку се вложува, навистина се вложува многу малку. Ја гледам према терените, а колку земаат, то не знам, навистина не знам, а треба да се вложува. Сега, ние сме стварно сиромашна држава. Големо благодарам и вам за она што еве споделивте како гледате во однос на тоа дали доволно се вложува во ракометот и што е она што треба дополнително да се направи за да се постигнуваат уште поврвни резултати. Благодарам многу од Црвена линија, нашата редакција, секако продолжете да не гледате. Неминовно е да ве префрлам и на Facebook, и сите оние кои што можеби полесно ви е да ги дадете одговорите преку коментар, секако тоа можете да го сторите и на нашата страна на Facebook, тоа е профилот Црвена линија, изгледаме вака. Пристигна и првите коментари, така да продолжете да пишувате коментарите, ќе почнеме за кусо време да ги читаме меѓу вклучувањето на гледачите. Одиме и понатаму во живо. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. За успехот на македонската репрезентација најмногу задолжен е Кирил Лазар. Тој ја направи репрезентацијава многу добра. Ги стаде сите мали деца од Струга, Охрид, Битола, од Скопје, од најракометниот град Струга. И мислам дека за нека година Македонија ќе имат уште поголеми успеси. Затоа што сите се моментално деца по 20 и нешто години и мислам дека неизбежен е успехот на македонскава репрезентација. Според вас дали доволно се вложува во македонскиот ракомет и што е она што би можело да се направи за уште поголеми врвни резултати? Па се вложува, ама не е доволно, затоа што ние имаме некои врвни клубови. Пелистер, Вардар, сега моментално околу и таму излегува многу репрезентативци, Струга, стандардно Охрид, но би требало уште да се вложи со цел младите да имаат поттик за да играат ракомет, затоа што сите млади, повеќето млади во поново време баскет, фудбал, ракометот некако го заборават, но сепак сме најракометна држава. Ние тука на Балканот, јас мислам, мала држава, но за ракометот сме број 1. Дали го следевте вчера надпреварот? Да, второ, го следев скоро целна работа, бе така, малце гледавме, малце работавме и така. Како ви се допадна, што ви издвоиле? Па најмногу ми се допадна новиот ракометар Ивановски од Охрид тука.
Така, благодарам за вашето учество во Црвена линија и секако за вашите одговори. Продолжете да не гледате. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте. Го следевте ли вчера вечер над преварот? Вложува во ракометот во Македонија. Да. Јас мислам дека треба да се вложува повеќе во ракометот и во тие другите врвни спортови што се во Македонија, како во тоа девојчето текондо што е меѓу 10 најдобри во светот. Значи треба да се вложуваат во врвните спортисти повеќе средства за тие да остануваат тука во Македонија и да ја представуваат нашата држава како што треба во светот. Тие, значи, постигнуваат големи успеси и преку тоа ја представуваат нашата држава. Ако не се тие спортисти, нашата држава нема што да се представува во светот. Значи, во ракометот треба да се вложуваат още повеќе средства за тие што се заслужни, за тие резултати, да не бегат во други клубови по другите земји и таму да ја одвиваат својата спортска активност. За тоа е потребно уште повеќе да се вложува во спортот во Македонија и во другите спортови, и во фудбалот, и во поединичните спортови. Значи, во сите спортови треба да се вложуваат повеќе средства, за да не ни бегат младите таленти. Благодарам многу за одговорите во Црвена линија. Напоменам, внимавајте, останатите на тајмерот 90 секунди се предвидени за едно јавување, односно за едно вклучување. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Вака поздрав до сите, значи поздрав до вчера што бевме сите присутни у сала, до ракометарите, до посебно Кирил Лазаров, мислам дека со Мукоетов го направија тоа, почетокот ги поставија темелите, значи направија стварно многу добро, значи не само како играчи, како значи се создаде целата федерација на здрави основи создадена. Значи ние имаме можда 30-40 ракометари што можеме да ги смениме да играме европско првенство. Значи ова у ниеден спорт никогаш не било и секоја чест, значи за Живко Мукоетов прво. Сега се надевам дека и новиот председател ќе продолжи по истиот пат. Особено Кирил Лазаров цел живот го даде за македонскиот ракомет, значи човекот е, мислам, треба еден споменик као Александар Македонски да му направиме на сред плоштад. Секоја чест за него, значи им дава шанса на млади деца, значи што ниеден тренер, ниеден спорт, наши тренери не веруваат у нашите деца. Тука е голем проблем. Дека треба да се вложува, ама прво треба да се постават работите. Значи, у ракометот се многу добро поставени работите. И затоа ние имаме успеси. Значи, ние можеме у некој спорт да фрлиме, у кошарката се фрлија, не знам, ја ги пратам сите спортови. Значи, у кошарката овие 7 години се фрлија огромни пари. Мислам, 10, најмалце 10 или 20 пати повеќе него ракометот. А ние кошарка играме некои си предквалификации таму. Благодарам многу за тоа што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Може би за прв пат ве се вклучувате во нашето издание. Слободно завртете го повторно нашиот број за нови 90 секунди, се додека траеме. Секако сите сте добре додени, па дури и повторно да се вклучите и да си се доискажете. Како и да е, уште еднаш големо благодарам. Сега е сосем логично да почнеме и со коментарите. На Facebook, ако не гледате малку нели подосна се вклучивте, еве како изгледаме. Црвена линија прашува дали се вложува доволно во спортот број 1 во Македонија. Зоран Србаков еве што напиша. Кој да им создава услови на клубовите? Па тие самите треба да се спремаат и обстојуваат, предпоставувам, и да се вложуваат во играчкиот кадар и да се создаваат услови кои очекува да им прави, ако не самите тие. Благодарам многу, господине Зоран, што бевте активни на Facebook, што дадовте одговор на денешното прашање на Црвена линија, а тоа е дали доволно се вложува во ракометот и што треба да се направи за да може ракометната репрезентација да постигнува уште поголеми и поврвни резултати. Добар ден. Христос воскресе.
Вистина воскресе Тале. Па еве, дали го гледавте вчера вечер над приварот? Дали го гледавте вчера вечер над приварот? Пропуштив, за жал, така има преговорски, за жал пропуштив, што ми е нешто болка на душева. Сега да кажам прво дека јас како македонец се радувам дека сум во тие што уште пред 8 септември 1991 верував дека имаме македонски спортисти, верував дека Македонија може да биде држава и дека ќе имаме успеси. Нашите македонски ракометари учествуваат нон-стоп со години на светски и европски првенства. Мило ми е што и тие што плукаа по македонска држава и по македонски спортисти плукаа, сега навиваат за Македонија, навиваат и за наши македонски спортисти. Замисли, ако беа сите македонски патриоти во овие, значи, над 30 години на нас, ако си теравме вода на македонска воденица, ќе имавме уште поголем успес. Како да се вложи во ракометот? Да речеме во секој град има потреба од пари, средства. Кој ќе ги дава тие донации? Ако има богата општина, свесен народ и македонски фабрики. Ама тие македонски фабрики ќе бидат спонзори кога ќе купуваме производи од нив. Така, обрт на милиарди евра и во спорт, и во економија, вработување во здравство, во се. Но народ кој тера вода на туѓа воденица, ќе нема ништо. Благодарам за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате, продолжете и да пишувате коментари. Ве подсетувам, Црвена линија активно ги вклучува во секое едно издание, што значи ако пишувате коментари ќе бидат прочитани и меѓу вклучувањето на гледачите. Секако за атмосферата и случувањето од вчерашниот надпревар помеѓу нашата ракометна репрезентација и Литванија, надпревар кој што заврши со резултат 26 за Македонија и секако 17 поени за Литванија. Можете да дознаете и преку нашиот сајт, односно telma.com.mk насловот, поточно, подобро да речам, фотографијата, не само што покажува 1000 зборови, туку и повеќе од 1000 емоции. Добар ден! Дали се слушаме? Добар ден! Добар ден! Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Намалете го тонот на телевизорот, на 0. Ајде да го намалиме тонот на телевизорот, јас и вие телефонски да зборуваме. Дали се слуша? Ја не ја гледав претоната утакмица и мислам дека треба многу да се вложува во ракометската македонска репрезентација. Киро Лазаров даде се од себе, он цел живот за Македонија се бори, за ракомет. Јас навистина мислев, момците се бореа и до крај издржа. И да, јас не ја гледав такмицата за жал, али мислам од што слушнав од други дека многу било добро. Утакмицата е интересна и Ајде, како страствен или за другите. Така, како страствен еве навивач, што уште треба да се направи дополнително за да имаме уште поврвни резултати? Па ја мислам се тоа до иднината и тренерите што вложуваат во ракомет, не само ракомет, туку и другите спортови, туку и така натаму. Дека многу треба да се вложува во иднината и така натаму. Дали е тоа се? Да. Големо благодарам за одговорите и драго ми е што споделивте всушност со какви емоции, а сосема логично да имаме огромна радост кога станува збор за победа на нашата ракометна репрезентација и уште поголема радост бидејќи ни се отвара можноста да бидеме дел од европското првенство. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, одамна не сме ве слушнале, па и ве го гледавте ли, го следевте над приварот вчера вечер? Па да, го следав, да ти кажам право, имам една критика до националните телевизии, а тоа е дека минатата утакмица кога беше таму во Талин кај играва, да ме чуди зашто националната телевизија, македонска телевизија, не го пренесуваше, не го моравме да го гледаме преку арена. Спортот, ова каналот. А додека вчера може од тука да го пренесуваат. Значи, не може националните репрезентации, има националната телевизија да не ги пренесува. Тоа е за критика.
А што се однесе за дали како се вложи во спортот. Па видите, ја мислам дека колку пари, толку музика. И гледате, за таман ќе имаме ние пари, ќе влезат некои добри спонзори, тој спорт ќе се вивне. Кој ќе се отидат спонзорите, тој спорт тој клуб или спорт ќе почне малку да тоне. Но што треба по мене да се направи? Тоа треба уште во основните училишта да се врати оној систем на мали лиги што го имаше од секогаш понапред, каде што наставниците по физичко ги водева, создава екипи, па тие екипи се такмичеа на општинско ниво, па на градско ниво и едноставно од тука се откриваат талентите. Зашто денеска видите, сите таленти се откриваат преку ние школи каде што треба да се плати. Сите деца немаат да платат, а имате многу таленти кои ради тоа едноставно државата ги губи. И треба да се изгледа можда преку агенција за млади и спорт да се врати тоа како понапред што беше каде што тренерите ги плаќаше совка. 90 секунди е време трењето. Тоа е правилото на црвена линија. Благодарам многу за вклучувањето. Слободно е веќе потсетам, сите сте добре дојдени кои што и досега се вклучивте повторно, нели да го завртите нашиот број за нови 90 секунди. Продолжуваме понатаму и уште додека траеме да ве потсетам, добре дојдени сте и на Facebook, онаму каде што можете да коментирате и секако и да не следите и да објавувате е профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Пишувајте ги вашите коментари, поточно одговори, ќе ги читаме за кусо време и понатаму во рамки на ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Дена од Пробиштип се ево. Голем поздрав до сите оние кои што не гледаат во Пробиштип. Слушаме сега. На времето. Продолжете. Екипа женска у кошарка. Екипа машка у кошарка. Молим? Продолжете, ве слушаме. Борење екипа. Фудбалски клуб. Продолжете. Тоа го финансира фабриката за акумулатори и рудниците од Пробиштип. И имаше врвни спортисти, репрезентативци од Пробиштип, у борење, у кошарка, ватерполо клуб имаше. Сега тоа све земре, има малку одвојка, детските играат. Финансира сега што е Тапмак, фабриката за акумулатори, и рудникот не се финансира, али тоа е минимално. Го следевте ли вчера над преварот? Па не сам гледал. Имаше други врски, не сам гледал, али порано имаше многу што финансира и рудникот, и млади деца што тренира клубот Рудар, имаше и подмладок. Така, благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија и досега можевме да слушаме конкретниот гледач дека никогаш многу се инвестирало и тоа во повеќе спортови. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Тоа вака. Понекогаш најракометниот град во Македонија, а и во Југославија, беше Битола. Ако некој се сеќава, не е битно. Меѓутоа го имавме Силјан Мицевски кој што вложуваше многу, кој што носеше играчи од секаде из Југославија, така да Пелистер, битолски Пелистер беше број 1. Играше дури и во Европа, Солембо беше позната утакмицата од Германија. Сега, добар е овој успех што го постигне, меѓутоа сепак, за да се има добар спорт, треба да се добриот спорт кошта. Тука е цела работа. Сега, за сега, Живко Мукаетов е загрижен малце за ракометот, би сакал нешто да направи, меѓутоа до кога ќе биде тоа нешто? Се дури влади тој пари, дури дава пари.
Тоа е цела работа. После тоа, без пари нема ништо. Мора да се трошат пари, значи кошта, спортот кошта. Така да, без пари 90 секунди, така е предодредено во црвена линија, тајмерот да одбројува за едно јавување. Нашите редовни гледачи и активни учесници во црвена линија го знаат тоа. Така да, еве за останатите, добре дојдени сте сите, па дури и повторно да го завртите нашиот број 02307-005. Па еве и дали според вас ракометот добива третман како што заслужува, дали доволно се инвестира во ракометот и што според вас треба да се направи дополнително за да се постигнуваат уште поголеми и поврвни резултати. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако на црвена линија сте. Благодарам. Па вака, прво во спортот, значи не само ракометот, во сите спортови, ако се вложуваат пари, ќе има и резултат. Меѓутоа посебно кај нас, ние можеме да се гордееме со малите спортови, да речеме со ракомет, кошарка, карате, одбојка, со овие малите спортови каде што значи имаме можност и да се докажеме и да покажеме колку знаеме, колку умееме. Но без пари нема ништо, значи колку пари толку и музика ќе биде. Значи ова што го не ја гледав утакмицата, не бе во можност да ја гледам, жал ми е што не ја гледав, а замерам на телевизија што не даваат реприза на оно што барем ако не друго, кога победуваме, кога одиме напред, што се вика, барем да го репризирате и да можеме што се вика и тие што не сме гледале во моментот, да го видиме тоа макар одложено. Сега колку ќе ни помогне, тоа е друга приказна. Во овие мали спортови нема стотици милиони да се купи играч. Значи можеме и да купиме и од надвор некој, да ги засилиме, да речеме презентацијата, да не покажеме што се вика поголема моќ, меѓутоа, значи сепак без да се вложи нема ништо, нема успех, нема напредок. Во ова што го досега кај нас најмногу имаме постигнато во ракометот. Благодарение на, да речем, најмногу има вложено Трифун Костовски и Силјан Мичевски од 90 секунди е времето. Големо благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Ке ве префела малку и на telma.com.mk, секогаш посетувате го и сајтот, страната на Телма телевизија, доколку сакате да бидете брзо, целосно и квалитетно информирани. Насловот на кој што ќе се задржиме е тој каде што стои дека ракометарите во четврток ќе ги дознаат ривалите на Европското првенство. Македонија своите ривали на континенталниот турнир во Скандинавија ќе ги дознае значи во четврток, тоа е 15 мај од 19 часот, за кога е закажана ждрепката во Хернинг, Данска. Очекувано нашите ракометари се најдоа во третиот квалитативен барабан заедно со селекциите на Австрија, Холандија, Црна Гора, Чешка и Полска, што значи дека овие репрезентации не може да бидат нашите ривали на турнирот, барем во првата групна фаза. А дали доволно вложуваме во нашиот ракомет, дали постои нешто според вас, еве и како навивачи и оние кои што редовно и страствено ги следите успесите на нашата ракометна репрезентација, што може да се направи со цел да постигнуваме уште поголеми и поврвни резултати. Добар ден. Да се доискажеме. Секако. Застанам кај тренерите да ги плаќаат гсовка. Знаете на тој начин што ќе се добие? На тој начин ќе се добие отворени клубови за, да речем, за сите деца, не само за оние што имаат пари. И тогаш ќе имате тренерите ќе имаат поголема прегледност и да откријат некој талент кој едноставно понатака после ќе може да се форсира. Вака, оној кој има пари оди, да не кажам повеќе од чатал, па после тоа ја губи волјата. Ја ќе имам една мала статистика. Сите врвни спортисти во Македонија никој не потекнуваат од богато семејство. Сите се сиромашни, да ти кажам право. Значи желбата за успех ги тера да напредуваат напред. Значи сите се деца на работници. Од тој факт не треба да се занемари дека во таа средина има многу таленти, а да не речем мора да си признаеме дека денеска да членувате во некој клуб
1000 денара или колку 1500 до 2 месечно, нема секој да одвои. А на тој начин ги губиме талентите. А зошто кога државата може да ги вади и после тоа да ги форсира? Толку пријатно. Благодарам и тоа за повторното вклучување. Продолжуваме и со коментарот на Тихи Дон на Facebook. Еве што напиша. Спортот е најдобриот амбасадор на една држава. Не се вложува доволно во ниту еден спорт. За успех треба вложување. А Лидија Станковска на прашањето дали се вложува доволно во спортот број 1 во Македонија, одговори со едноставно не. Благодарам и на Лидија и на Тихи Дон што активно земавте учество со коментари на Facebook. Ве охрабрувам сите останати кои што нема да се вклучите во црвена линија, секако учествувате и токму со опишување коментари на Facebook профилот кој што треба да го заследите. Потсетуваме црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што црвена линија паралелно истовремено ги објавува темите за кои што говориме со вас. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден, се слушаме? Да, одлично, повелете. Тина, видете, се за ракометот да поштиме. Ќе поштат од мали деца да ги истерат. До некоја средна возраст, до 18 години, после децата ги нема. Увезуваат други деца од странство, ги плаќаат двојна повеќе, додека нашите квалитети едноставно ги тргаат на страна. Тоа не ми се свиѓа едноставно. Тоа го знам од лично искуство. Сум имал керка, ги дигат до ниво и после ги нема. И после увезуваме вакви, плаќаат ова, не било ова, не било она. За некој да го мотивираш, треба да го спремиш од мали ноги, да го сака, ќе засака спортот, не влегува во матни води, што викаме ние, и после деца на наши се губат. Тоа едноставно не ми се свиѓа. Ни најмалку. На времето имаш, па ќе земат од Србија, па ќе земат од Словенија, па ќе земат од странство. Прават бизнис од тоа, а наши деца пропаѓаат. Еве, во однос на моменталната репрезентација, постои ли нешто што треба уште да се направи за да се постигнат уште поголеми резултати? Треба реорганизација да се направи комплет таму. Комплетна реорганизација тина. Оно што вреди, стварно да вреди. Наши деца што беа од машка репрезентација отидоа во други странски клубови. Зашто да не стојат тука? Ние сме ги израстали, ние сме ги направили. Тоа е све. Бидете поздравени. Бидете поздравени и вие, секако големо благодарам за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дека многу во личи дресот наш македонски. Господине Тале, вие сте така? Молам? Господине Тале, вие сте, бидејќи почнавте, па не бев сигурна дали се слушаме. Продолжете. Одлично ти личи нашиот македонски дрес, одлична, убав гест си направила. Благодарам. Сега, како би имале, значи јас од секогаш дечиња околу мене, од мои соседи, пријатели, роднини, на прво ги мотивирам, ајде велам, оди спортувај, утре дај може да играш и за Македонија да представуваш. Така треба и многу сите во Македонија да ги поддржат вашите деца и внуци, да бидат активни спортисти, па дај може да има и поголема конкуренција. А че има поголема конкуренција, ако има поголем наталитет во Македонија. Драстично е намален нашиот наталитет, некои се тепаат за абортуси, да има што повеќе да си правиме автогеноцид. Еве, во однос на господин Тале, во однос на сегашнава репрезентација, што е оно што може плюс да се направи за да има уште поголеми резултати? Сигурно се имаат и срце македонско патриотизам, Кире, да го спомнаме, голем великан на светот, не само на македонскиот спортист, таков е оти предсе е голем македонски патриот. Само работа треба, уште повеќе. И се да кажам, Самсоненко е заслушен дека со него како газда на Вардар, ракометен 2 пати бевме шампиони на Европа. Русин кој зборуваше македонски научи и покрај него шпанските тренери зборуваа македонски и странци играчи зборува на македонски. Направи спортска сала во која вчера играше Македонија. Самсоненко, таа сала е негово дело. Ама за жал го Благодарам многу за повторното учество. Ке продолжиме и со коментарот на Славчо Гиздовски. Еве што напиша. Ракометот е најконстантен спорт во Македонија, како на клубско, така и на репрезентативно ниво.
Затоа мора што повеќе да се вложува, особено во најмладите генерации, и да го следиме примерот на Словенија и Исланд. А тоа е данокот на добивка фирмите да може да го пренасочуваат во сите спортови, вклучувајќи го и ракометот, односно во млади генерации, а со тоа што младите ќе тренираат, ќе бидат упатени во прав правец, намалувајќи ги пороците кои сега се во тренд. Благодарам многу, господине Славчо, и вам за активното учество. Пишувајте коментари секако, додека трае црвена линија, ќе продолжиме со читање на истите. Добар ден! Добро, ајде да видиме што се напише и на профилот на Телма телевизија. Подсетувам дека црвена линија, темите за кои што зборуваме со вас, секако ги објавуваме и на страната на Телма телевизија на Facebook. Игор Станковски напиша: машкиот ракомет може би добива третман и вложување. Женскиот ракомет не добива доволно внимание, а нема и вложување. На нашето прашање дали доволно се вложува во ракометот и што треба да се направи за уште поголеми успеси на репрезентацијата, Мирко Кодошо Габриел напиша едно големо не. Добар ден! Добро. Верувам дека веќе имаме и вклучувачи во црвена линија кои што ќе споделат дели од атмосферата доколку го следевте надпреварот и во живо, односно бевте во салата, а и оние кои што во домашна атмосфера или можеби со пријателите го следевте надпреварот помеѓу нашата репрезентација и секако репрезентацијата на Литванија. Ќе подсетиме дека со победата од 26 со 17 македонската репрезентација доби можност повторно да биде дел од европското првенство, односно да се овозможи пласман. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Да се јавив, не се доискажам. Секако може повторно. Вака сега, значи, сите збориме само пари, ќе фрламе пари. Значи, ја го стигнав песка до тоа дека во кошарката изминативе години се фрлија 20 пати повеќе пари него ракометот, а ние сме у последните 3 репрезентации во Европа. И затоа не е све у парите. Значи, затоа треба добри темели, како што е ракометот поставен на добри темели, основа да има. Значи, да се работи. Нема само ајде сега, вака да збориме за клубскиот ракомет у Македонија. Пелистер е еден од најбогатите клубови на Балканот. Не знам дали знаете. Значи, највеќе пари се фрлат, повеќе у Загреб, помалку пари има у Загреб него у Пелистер. Се фрлат, а Пелистер има многу слаби резултати спрема буџетот. Затоа не е све во парите. Значи, треба да се постават работите како што треба, како што се поставени у ракометната репрезентација на Македонија, значи, у фактички у федерацијата. Од тука надале има, значи, некои работи што не е све до парите. Затоа ние треба да се научиме малку и да работиме. Значи, да земеме како што прави Кире со млади деца, да земеш да работиш. Лесно е само, мислиме сега, знаеш, ќе фрлиме пари, ние ќе купиме и готово ќе станеме европски шампиони. Не се така станува европски шампион. Се станува треба да имаш буџет, ама треба и многу работа. Тоа треба да го сватиме сите и сите тие што зборат само пари, мислам дека треба да си го повлече тоа. Благодарам што повторно се вклучивте за да нели повторно додадете она што сметавте дека треба да го слушнат гледачите на црвена линија. Како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм, подсетувам, ако не сте меѓу нив, заследете црвена линија, профилот е она што ви треба и сега го профилот на Телма телевизија и веќе во утрешната анкета ќе имате можност активно да учествувате. Оние кои што не следате, ве како одговорија на прашањето дали ракометот добива третман каков што заслужува. Со да одговорија 41%, со не одговорија 59%. По анкетата и резултатите преминуваме на рекламите, а потоа се сретнуваме во студио.
Почитувани, тука и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Големо благодарам до сите вас кои што активно не само што не следевте, туку и ја креиравте оваа Црвена линија. А за тоа како образованието стигнато надвор да се пренесе во Македонија, можете да дознаете многу повеќе во она што следува. Тоа е да си кажеме со Горан Петрески. Останете со Телма.